Куќата на Кале Шања, која се наоѓа во Мариовското село Старавина, наскоро ќе ги прими првите посетители по реконструкцијата која се изведуваше во изминатите месеци. Куќата на Кале Шања е овековечена во романот на Стале Попов како синоним на македонската борба против потурчувањето. И малкутемина жители на Старавина се уште раскажуваат приказната за неа. Према кажувањата била убава. Теа биле близнак со брат некој, кој бил земен како данок во крв, однесен изгледа Цариград, веројатно од Турција. И ги школувале, тој бил некој санитет, сабар, не знам, некој обава такво лице. И кога турците разбрале за ова уба девојка, ја зеле, ја однесле таму, па таму се препознале со брати, имале некој белек, не знам каков тој, знаат тој другите, и така се изнашле, па ја ослободиле. Меѓутоа, приказната како легенда останала, а тоа изгледа многу одамна, негде 500-600. Незината куќа и ден денес стои во Старавина и сведочи за времето кога таа живееше. За објектот автентично да остане, но и да го победи забот на времето. Со прекуграничен проект Новаци преку ИПА програмата на Европската Унија се погрижи куќата да ја реставрира. Куќата на Кале Шања е веќе во завршна фаза. Значи се довршуваат работите на екстериерот и сега ќе треба внатрешно, значи да се посвети на интериерот, односно фазите на водовод и канализација и електрика и завршување, значи на довршување на фазите како што е со дограмата, деловите завршни кои што се на тој да се заврши комплетно целиот објект. Зидарија со камен сега кои што гледате, тука се самите мајстори, екипата која што работи на објектот, значи тоа е она што се залагаме за да се зачува и начинот на градба. Не само нашето кои што имаме културно-историско наследие, но и самото начин на градба, пошто ако веќе тоа го изгубиме, после ќе не можеме да ги реконструираме, реставрираме, конзервираме како што ги имаме. Овој објект е типичен за селската рурална средина на Мариово. Има предсоби и други простории за посетители. Автентичниот изглед е предуслов при реконструкцијата, се мора да биде како што било. Ова е во фазата во која што ја затекнав. Практично фазата која што се започна, значи сега враќаме во таа. Претходно сигурно куќата била покриена со камени плочи, меѓутоа кога се започна со работа беше во оваа фаза како што гледате, значи извршена нејзина конструктивна санација, реконструкција на одредени делови кои што недостасуваат и на другите делови кои што беа тука, конзервација и реставрација. Зидовите кои што гледате се комплетно наново реконструирани. Ревитализацијата на куќата на Кале Шања е само еден од трите објекти кои треба да бидат готови до крајот на оваа година. Другиот објект е црквата Свети Димитрија во Градешница. Споменик на културата од 16 век, значаен по својот фрескови живопис. Значи, во завршна фаза, на овој објект се готово завршени работите во оваа фаза и со надеж дека со прифаќање на проектот ќе продолжат во наредна втора фаза, каде што ќе се направи конструктивно зајакнување и конзервација и реставрација на објектот.
Значи во оваа фаза се правеше дренажа на црквата. Проектот беше изработен од професор Гаврилович, тој е меѓународен стручњак. Го направи проектот за дренажа на црквата и ја изведовме. Да, водите. Значи кога имаше по пролетните месеци со топењето на снегот, значи црквата негде до 10 сантими се полнеше со вода внатре. Не успеавме да го решиме тоа. Тоа е значаен како археолошки локалитет. Кровната конструкција на објектот се оди само на привремена заштита. Во следната фаза ова сето ќе се тргне, ќе се изврши покривање соодветно на црквата со камени плочи. Општина Новаци посебен акцент стави на развојот на манастирскиот туризам, бидејќи Мариово изобилува со голем број цркви и манастири, односно 59 цркви, 29 манастири, од кои поголем број се под заштита. Во следната фаза ќе се погрижат за ориентацијата на туристите. Постои во програмата за изведување патокази, каде што ќе бидат одбележани овие места, за да знаат туристите каде се наоѓаат и каде ќе одат и каде ќе престојуваат. И во изминатиот период општината работеше на патната инфраструктура. Инфраструктурата се трудиме како локална самоуправа да ја подобриме. Имаме асфалтирано доста локален пат, имаме од до Зовиќ асфалтирани. Само ни останува уште регионалниот пат во должина 12 километри. Мислам во наредната година и наредниот период ќе влези во програмата на Агенцијата за патишта и ќе го спроведиме овој проект. Битолскиот музеј со план за заштита на сите вредности во овој регион. Планира да изврши елаборати за револоризација на сите села како споменички целини. И оваа куќа, практично и сите одредени објекти кои што ќе бидат од наша страна одредени како културно-историско наследство, ќе бидат офатени во таа споменичка целина и сите тие ќе бидат офатени со одреден режим на заштита. Реконструкцијата на мостот во Зовиќ, воденицата во истото село. И овие два објекти се изведуваат со средства од Европската Унија од ИПА програмата за прекогранична соработка со Република Грција за проектот Жива историја, жива природа.